Добро вечер, гледате Отворено студио, јас сум Боријан Јовановски, овој пат Отвореното студио од кабинетот на министерката за правда Рената Десковска. Министерке, добро дојдовте во Отвореното студио, овој пат не сме во студиото, туку сме овде кај вас во кабинетот поради вашата агенда. И вие добро дојдовте, всушност. Која е очигледно пренатрупана и предпоставувам една од главните обврски или она што доминира вашата агенда е и носењето на законот, измените на законот за обвинителство, со кој треба да се реши статутот на специјалното јавно обвинителство. После 6 рунди преговори, до каде сте? Се наоѓаме на само 2 недели пред објавата на извештајот за напредокот од Европската комисија, која го очекува и која, како што знаеме сите, го постави како услов решавањето на овој проблем. Значи, еден од најтешките практично предизвици во Министерството, што од првиот момент кога влегов бев свесна дека ќе биде законот за јавно обвинителство, бидејќи вклучува сосема спротивставени интереси и вклучува практично и лични интереси на оние кои што треба да дадат подршка и да гласаат. Така што навистина е тешко да обезбедите 80 пратеници околу закон кој што треба да содржи одредби за продолжување на постапки од специјалното јавно обвинителство, кој што не сме да вклучи амнестија преку законски одредби, кој што треба да даде одржливост на систем на владење на право, кој што ќе значи гонење на криминал. И од тие причини, јас мислам дека помина и многу повеќе рунди, други неформални состаноци кои што ги имавме околу законот за специјалното јавно обвинителство, и тоа не само со политичките партии со кои што преговараме, туку и со различни експерти, со представници на меѓународната заедница, со цел да видиме каде можеме да се движиме. За жал, во овој момент не можам да кажем дека имаме никаков напредок во разговорите за специјалното јавно обвинителство, но клучниот проблем е се уште проблем кој што останува. За некои работи најдовме приближување, но тоа беа работи кои што не го тангира клучниот камен за сопнување, а тоа е постапките. Каде најдов, каде се согласите, да речеме? Значи, јавноста знае дека ВМРО достави до Министерството за правда одредени амандмани и амандманите кои што се однесува на внесување на одредби од етички, од кодекс, одредени одредби кои што се значеа, да речеме, прецизирање на определени позиции во јавното обвинителство генерално, беа прифатени. Но она што реално е проблем во целиот процес, остана како проблем, тоа е прашањето кои што се однесуваат на специјалното јавно обвинителство. Каде сте заглавени, сега да прашам? Дали е тоа оној дел кој околу тоа што ќе се прави со оние постапки кои се покренати по 18 месеци, како што беше предвидено со законскиот рок на специјалното јавно обвинителство? Токму тие постапки се всушност клучниот камен на сопнување, што со нив. Значи, во предлогот на Министерството стои дека тие постапки продолжуваат и ќе ги продолжи обвинителството, што е надлежно, а надлежно според надлежностите е специјалното јавно обвинителство. Од страна на опозицијата постои барање тие постапки да бидат прекинати, сите докази кои што биле собрани во текот на постапките веќе да не важат, односно се да падне во вода и на тој начин. Прекинати и потоа што со нив? Па, тоа е проблемот кој ќе ги прекинете постапките. Практично постои практична неможност после тоа повторно да ги отварате. Има ли во тие разговори предлог како да се задоволи правдата? Да се, не знам, ако се прекинат, како поинаку да се решава? Значи, ако се прекинат во смисла на тоа дека СЈО не треба да ги води. Прво, искрено треба да бидеме фер и околу тоа дали постои искрена желба кај сите што учествуваат во разговорите да се задоволи правдата. Јас тука не сум сосема сигурна во таа искрена заложба и покрај тоа што често пати во кампања излегуваат со правда и правичност, не мислам дека тоа тука е реално проблемот во искреноста на желбата да се задоволи правдата. Значи, дали ако сакате да задоволите правда, тогаш нема да поставувате барање за амнестија преку закон. Предпоставувам дека го отварате ова прашање и велите тоа што правиме со нив, кој е нивниот предлог? Значи, нема предлог, контрапредлог кој што би дошол, значи јас цело време тоа барам и затоа сме од април месец до сега застанати, заради тоа што нема контрапредлог кој што би го виделе. Предлогот кој што беше доставен со амандманите, тие постапки да прекинат и да пропаднат. И тоа е тоа.
Добро, уште колку можеме да чекаме? И Значи, уште колку време му давате, колку простор се дава за да се дојде до потребниот договор кој ќе овозможи 80 пратени? Јас мислам дека е најдобро да ги исцрпиме сите можности за постигнување на договор, односно консензус на национално ниво за носење на овој закон, заради тоа што беше донесен со заедничка согласност од политичките партии. Мислам дека е добро сите политички партии да се вклучат. Ќе видиме, постојат индикативно два рока. Едниот е до затварање на извештајот, другиот е до носењето на одлуката за почеток на преговори. Би било идеално ако успееме тоа да го затвориме во нареднава недела и следната која што доаѓа, но ако не се успее, јас не би одела на решение по секоја цена. Мислам дека тоа е обврска која што имаме пред се спрема нашите граѓани, да имаме закон кој што навистина ќе овозможи остварување на правдата во оваа држава. Така што подобро е да не се брза со носење на неквалитетен закон, да се даде простор за обезбедување на мнозинство околу квалитетни решенија. Министерки, имате ли со оглед на интересот на стратешките партнери, би ги нарекол не меѓународната заедница, стратешките партнери, како што се Европската унија и Соединетите американски држави, кои патем инвестираат и финансиски во подобрување на правосудниот систем, има ли нивни интерес за некаква медиација, бидејќи очигледно дека меѓу владата и опозицијата тешко да работи? Значи, ние сме во постојана комуникација, од тие има дури и свои представници, експерти кои што учествуваа во работната група, кои што помогнаа да се дефинира текстот од Министерството. Значи, тој текст е комунициран со нив, разгледувани се опции, постојано комуницираме ние како влада и ние од Министерството за правда, комуницираме и бараме заеднички решенија. Мислам дека таква комуникација има и опозицијата, така што на некој начин диалогот е двостран, но сепак имаме и трета страна која што го следи и следи разговорите кои што се случуваат. Какви се нивните сугестии околу, например, ова елементарно прашање, би го нарекол задоволување на правдата? Односно, дека не може да се фрлат во корпа за отпадок предмети во кои постои сериозно сомневање за сериозен криминал. Значи, поставување на основните принципи на владење на право се нивната сугестија и сите решенија кои што се содржани, особено во тој спорен член 105, пред да ги разговараме, ние ги комуницираме, гледаме од прилика што би биле европски стандарди во таа насока, до каде можеме да одиме, така што се со поддршка на воспоставување на принципи за задоволување на правдата. Постои ли опција друга за 80 пратеника Семова да се добие поддршката од ВМРО ДПМН? Сите опции се принципот на уставните промени. Значи, сите опции се во игра. Ние и почнавме, имаше средба на која што присуствуваше и премиерот со другите пратенички групи во собранието и со пратеници од пратенички групи кои што веќе се отцепиле од главната опозициона партија, така што тука тие комуникации постојат. Јас велам, најдобро е сепак да пробаме опцијата на консензус. Ако не бидува таа опција, тогаш ќе се разгледува и на помало мнозинство, значи не е од сите пратеници кои што се во собранието. Дали во овој процес камен на сопнување и Катица Јанева, односно персоналното решение за тоа кој ќе биде шеф на новото? Значи никогаш не сме разговарале со ВМРО ДПМН кога доаѓаат на разговори овде, никогаш не сме ни спомнале дали ќе биде Катица, дали ќе биде друго, заради тоа што тоа е прашање што не се решава во закон. Во закон вие можете да ставите постапка за избор на специјален јавен обвинител, критериуми кои што треба да ги задоволи кандидатот за специјален јавен обвинител, ама не можете името да го кажете, тоа е прашање што ќе го реши Советот за јавни обвинители, така што апсолутно не сме разговарале дали ќе биде ово и оно, заради тоа што тоа не е прашање на законот. Добро, значи рековме дека рок нема, тоа ќе зависи од тоа како ќе течат работите. Во секој случај се уште не е дефинирано што се случува со овој процес. Значи рокот е од прилика наредната недела идеалниот рок кој што треба да го испорачаме и да го исполниме.
да исполниме оваа обврска, но ако не успееме во овој период, тогаш ќе се одложи, заради тоа што неквалитетно решение не е решение кое што ќе добие позитивна оценка. Кога може да очекуваме, кога ќе се пресече? Престануваме или продолжуваме? Па ќе видиме, јас мислам дека ќе направиме уште некоја средба со работните групи во овој период, во текот на наредната недела, оваа недела не, со цел да видиме дали имаме согласност или не. Ако има позитивни сигнали, ќе има лидерска средба и потоа би се знаело дали имаме согласност конечно од ВМРО-ДПМН и да се, ако нема, да се продолжи со другите варијанти. Министерке, во правосудството не е ова единствениот проблем, како што и сами знаете. Што се случува во меѓувреме во судскиот систем? Докаде се тие реформи? Колку сте задоволни вие од тоа како се одвиваат тие реформи? Знаеме дека владата не може да интервенира во судскиот систем, дека тоа е независено, сепак имате политичка одговорност во това. Добро е што практично вие потенцирате разликата, која што често пати во јавноста нема перцепција на тоа што е надлежност на извршната власт, што е надлежност на судската власт. Значи, Министерството за правда или владата ниту може да суди, ниту може да разрешува суди, ниту смее. Значи, главната забелешка што имавме во изминатиот период на претходната влада беше дека тие си кажуваа како да бидат судските пресуди и тие кажуваа кој да биде судија избран, кој да биде разрешен судија. Значи, таква пракса сега не постои, но обврската на владата е да предложи законски решенија кои што ќе овозможат стабилен судски систем кој што ќе гарантира самостојност и независност на судиите во одлучувањето, но исто така и од нивна одговорност. И ние тоа го направивме досега со тоа што во Законот за судови направивме навистина многу јасни и прецизни основи за одговорност на судиите. И сега тука се гледа јасно дали ставени се, да речеме, основи за разрешување на судии, како што имавме случај порано да судија зема предмет што е распределен надвор од АКМИ системот. Така они ги местеле судските предмети на подобни судии. Или основ за разрешување на председател на суд доколку распределува предмети надвор од АКМИСот. Понатаму ставени се основи за одговорност, за политички одлуки, за други влијанија, значи судир на интереси, не знам, имотна состојба, испитување и слично. Значи сето тоа е ставено во законот. Законот помина во собранието, не беше потпишан од претходниот председател. Сега чекаме во секој момент да добиеме потпишан указ од председателот Стево Пендаровски да бидат објавени и тие закони веќе ќе почнат да се применуваат. Во делот на судскиот совет направивме постапка и за одговорност на самиот судски совет. Значи досега немаше, тие беа недопирливи. Дали ќе влијаат самите членови на судски совет врз судиите, дали ќе си ја вршат својата работа или не, немаше можност за нив да им се покрене постапка за одговорност. Сега тоа го има. Но јас, штом ќе се донесат законите и ќе побарам средба во рамките на судскиот совет да отидам да разговараме, заради тоа што товарот на спроведувањето на реформските закони останува на нив. Значи, ние можеме да креираме рамката, да предложиме во собрание, тие треба да го спроведат. Имплементацијата на тие законски мислам дека штом биде донесен, значи конкретно ако знаеме извештајот е направен, констатираме дека е злоупотребувано, дека е злоупотребуван системот, што? Значи, во делот на АКМИСот, ние како Министерство, затоа ви велам, ставивме веќе одредби кои што ќе бидат основа за одговорност. Значи не може не само кривично, него веднаш да го разрешите, а потоа утврдувате и кривичните постапки, пошто сите знаеме дека кривичната постапка трае подолго, а некој вие уште тука судија или председател на суд, што вакво. Значи, сега судскиот совет има обврска да разреши судија што примил предмет надвор од АКМИСот, од распределбата и да разреши председател ако распределил, а потоа јавниот обвинител си има обврска да си покренува кривични постапки. Значи, во делот на сегашни, значи, овие одредби не се уште стапени на сила заради тоа што Ѓорги Иванов не ги потпишуваше. Значи сега штом ќе се донесе законот, ќе стапи во сила, обврска на судски совет ќе биде тоа да си го спроведе. Понатаму во делот на старите, да ви кажам, во моментот гледате дека тие решенија и веќе функционираат. Ние направивме комисија, јас уште не сум стасала од другиот обем на обврски да ги промовираме ексклузивно, може и кај вас. Денеска
направивме комисија која што од јануари месец оваа година врши надзор врз функционирање на АКМИСот во судовите низ нашата држава. И тие направија до сега 6 увиди во различни судови и резултатите се драстични од она што го имавме во извештајот минатата година на почеток. Сега веќе немате распределба на суд на предмети заради тоа што знае дека е покрената веќе постапка истрага се води во јавно обвинителство. Им ставаме основ за разрешување. Така што некои мерки даваат резултати без оглед што можеби јавноста не ги гледа очигледни во моментот, но веќе самите комисии утврдуваат поинакво функционирање на системот. Да, на хартија. Ама не е на хартија, значи ова е утврдено од комисија која што гледа. Ако претходно им се допаѓало дека сега се врши распределбата онака што треба. Работите кои не е во ред, кои не се во ред. Значи тоа беше една работа што не беше во ред. И јавноста гледа дека за тоа нема никаква одговорност. Например, Стејт департментот во неговиот извештај именуваше суди. Не знам како тоа ќе некој ќе го оцени политички, дали е дипломатски или не, но познато е, како исто јавноста слушаше и телефонски разговори, што е со тие суди? Затоа велам така наречени Сваровски. Значи ние им ставаме правен основ на судски совет и да ги разрешат, ама и судски совет да се разреши ако не се врши работата. И затоа велам, штом ќе бидат стапени во сила овие два закони кои што се клучни, кои што треба да го дадат тој правен основ, јас ќе побарам од судски совет да си го имплементира тоа што ќе им биде законска обврска. Тие мора да бидат свесни за тежината на својата обврска во имплементацијата на законите. Треба законот да помине за да морално сватат дека треба нешто. Не, знаете што, никогаш ги превземате како основ. Значи сега ние функционирање или не функционирање на АКМИСот или користење го само како основ за разрешување. Претходно го немаа како основ за разрешување на председател на суд, например, или на судија. Сега им утврдивме одредени основи кои што ги притиснат да си ја вршат својата работа. Секако, тоа не значи дека некој може нема да сака да злоупотреби функција, но тоа е веќе на прашање на нив и на другите институции кои што ќе треба да реагираат. Ова е прашање меѓу другото затоа што имавте реакции на пример и од министерот за внатрешни работи, обвинителката Русковска, кои констатираат дека правото не се спроведува за сите, за некој е судството мајка, за некој е маќа, случајот со судијата во управниот суд, каде што, например, не може да се одреди притвор. Значи, судскиот совет тука оценува дали треба да се одреди притвор или не. И законот им дал таква можност, постојниот закон. Значи, и во крајна линија утврдувањето на право на давањето на притвор е прашање кое што е прашање дали треба да како мерка за обезбедување, а не како мерка за казнување. Така што за мене не е ни толку страшно дали на некого ќе му утврдите или нема да му утврдите притвор. Многу е побитно судските постапки што потоа ќе се тераат. Дали обвинителот ќе си ја заврши правилно работата со обвинението и дали судијата кој што е надлежен ќе донесе пресуда за кривична одговорност. Значи, често пати кај нас притворот се гледа како казна. Не е притворот казна, тоа е мерка за обезбедување. Значи, тоа крајна мерка која што треба да се изрече. Ако некој даде доволно гаранции за присуство, јас не гледам и причина да се изрекува. Тоа што за некој многу лесно се одредува притвор, за некој не. И во тој контекст е изјавата на обвинителката Русковска, која, ќе цитира, вика, испровоцирала одлуката на Советот да не дозволи притвор до судија, рече дека правото очигледно важи за обични луѓе и посочи дека судиите, обвинителите, пратениците и други носители на јавни функции мора да бидат построго казнувани, бидејќи тие треба да го спроведуваат законот, а не да го кршат. Јас искрено мислам дека буквално сите треба да бидат, за сите да биде еднаков законот. Нити некој да биде ставен на пиедестал, нити некој да биде ниту построго, ниту полесно казнуван и да биде пристапот и на обвинителството и на судовите објективен. Значи не за некој како што вели мајка за некој маќа, има тоа да важи буквално за сите, без оглед дали се власт, дали се опозиција и дали се граѓани само кои што не вршат никакви функции. Значи буквално но еднаков третман, а тоа значи дека постапка во која што нема да има простување на криминал, но исто така и постапка во која што мерките за обезбедување ќе се користат објективно. Значи да не гледаме ние ситуации во кои што некој се
го ставаат во притвор, па го пуштаат од притвор, па го ставаат во притвор, го пуштаат. Значи тоа покажува одредени дефекти во функционирањето на судско-обвинителскиот систем. И тоа треба тие да се запрашаат, бидејќи тоа се прашање на одлука на самиот суд врз основа на предлог на обвинителството. Значи тоа се тие прашања кои што ги отвараме, им даваме можност законски, но тоа Министерството за правда ниту може да разреши судија, ниту може да разреши обвинител, ниту пак да изрече притвор на некој или слично. Значи законската рамка нас не владата мора да бидејќи тоа е систем, не може не сте изолирани сите власти една од друга. Функционирате во една сепак. Да, ама знаете, една од ние земавме и помош од господинот Прибе во процесот на реформи и за тоа како треба да се поставиме во системот на реформи, кога самите реформи не зависат само од нас. Значи ние даваме законската рамка, ама другите треба да имплементираат. Едно од првите прашања кои што ги наведува во неговите совети кои што ги дава, вели никогаш не смеете да се мешате во судски одлуки, никогаш не смеете да се мешате во обвинителски, ниту смеете јавно да ги коментирате. И тоа е нешто што како стандард и досега. Стара логика за било кој демократски систем. Ама, значи сега ако треба ние да коментираме или да кажуваме дали некој треба да даде да изрече притвор или не, тоа е неопортуно и недозволиво. Како коментирате во таа смисла изјавата на министерот Спасов дека не е прифатливо МВР да отвара случаи, да ги води, да дојдеме до ситуација на покренување истрага, апседни по неколку часови тие исти луѓе да бидат пуштени од страна на судот? Тоа е исто прашање, значи на судското одлучување. Значи дали ќе изречат притвор или не, но треба судските постапки да се ги тераат. И јас мислам дека спрегата на практично на ефикасно гонење на криминалот во сите редови, значи не само криминалот кој што јас мислам дека тука треба да имаме судски постапки и мерки и акции на гонење на криминали во рамките на самите судови, во рамките на самите обвинителства. Треба да биде резултат на едно добро функционирање меѓусебно на Министерството за внатрешни работи со јавното обвинителство, бидејќи ако слушате во јавност дека има криминализирани судии, тоа е навистина лошо кога цела фела се лепат етикети. Затоа е добро да имаме акција во која што ќе видиме ако има криминал, тој криминал да се истражи и да заврши со судски пресуди. Дали мислите дека, што мислите воопшто уствари за дебатата внатре во судскиот систем, ако воопшто може да кажеме дека постои дебата околу тоа во каква состојба е судскиот систем, што е со кој судија да ја заслужува таа титула, што е трева, што е плевел во целата ситуација. Мислите ли дека треба да се отвори таа дебата внатре во судскиот систем? Јас слушнав срамежливи разговори околу тоа прашање. Зошто срамежливи? Не силно, значи не отворена дебата. Да, значи има веќе некои судии уште пред неколку години ја почна таа дебата, значи и имаше таква дебата, но на тоа се запре. И гледам, чувствувам дека постои еден тип на меѓусебна затвореност во рамките на судството и некритично согледување на сопствените состојби. Страф ли го баш? Не верувам дека е страф, мислам дека е лична солидарност и покрај тоа што не треба да има солидарност меѓу, како ги рековте, плевелот и коронот и тревата. И тревата, така. И како сака. Да. Значи не треба да постои таква солидарност, бидејќи едни на други се штетат. Значи плевелот го тегне и храната на цвеќето. Така што мислам дека е нешто што е здраво да се потикне и затоа, ама главната одговорност за тоа ќе биде на судскиот совет. Заради тоа што тие ќе треба да почнат со активности кои што ќе значат враќање на довербата во судството. Сите законски можности ние веќе ги ставаме на маса и тие ни се нас меѓународно оправдани како добри, оценети со позитивни извештаи. Сега, ако нешто е оценето дека функционирало во другите држави и дека според оценка на странски експерти може да функционира кај нас, тогаш обврската останува на судскиот совет да ги размрда тие состојби во рамките на судството. Мислите, им постојат ли политички влијанија во судството? Не зборувам дали владата, влијанија од политички структури. Значи, во моментот. Во и теоретски и компаративно, кога сме зборувале, кога сме учеле, кога сме пишувале за судството, главната забелешка или главната
главниот предизвик бил да го заштитите судството од неколку влијанија. Едното е од политиката, и тоа владеачки партии и опозициони партии, значи било кои политичари. Друго е да го заштитите од бизнис заедницата, од бизнис интереси, и трето да го заштитите од корпоративистичките интереси во рамките на судството. Успевате ли го тоа? И четврто, некогаш спомнуваат дури од медиумски притисок да ги заштитите. Значи стои тоа како опција, како нешто. Значи тие 4 работи се нешто што реално представува закана во секој демократски систем. Значи не само во кај нас или не знам во земји во соседството, постои секаде. Тоа го правите и тоа може да се направи единствено ако им дадете гаранции на судиите за нивниот статус. И сега ние тоа го правиме како министерство, како влада и собранието тоа го носи. Кога им давате можност да не може политичар да влијае на носење на судска одлука, ниту пак да влијае на разрешување на судии. Значи тоа го правиме. Правите јасни норми за одговорност на судија, да видите дали некоја судска одлука ја носат на бизнис интерес или не. Вече го правите, значи тоа е процес кој е во тек. Нас ни е тоа ставено во законска. Нас ни е ставено влијанија на судството и обвинителството од политички, бизнис структури, медиумски политики. Значи јас велам, таа опасност за влијанија постојат секаде. Работата да направите систем што ќе оневозможи влијанието да даде соплод, да вроди соплод. Така, имаме ли таков систем? Значи, ние правно го поставивме во законот за судови, во законот за судски совет. Тој треба, значи, овој закон што го направивме, се уште не е стапен во сила од причина што не ги подпишуваше Ѓорги Иванов. Можам да разберам, не функционира уште. Значи, таков систем некакви не критикуван кој што беше и од нас критикуван од Венецијанска комисија, е во сила во моментот. Новиот систем кој што го изградивме со јасно меѓународно водство како треба да изгледа, преточен е во правни норми, треба да стапи во сила што ќе го потпише председателот Стево Пендаровски. Со тоа што примената треба да води сметка судски совет, зашто тој е чуварот кој што и по теорија, и по устав, и по закон е чувар на независноста на судството. Ве разбирам. Ако како новина во интервју или било кога кажам дека сега постојат политички влијанија и при бизнис влијанија врз судски обвинителски одлуки, дали ќе ме демантирате? Значи, обиди за влијанија постоеле секаде. Значи, у најдемократските земји, и тоа никој нормален не би требало да го демантира. Значи, замислите, обиди спорам. Ама дали успева или не, ако успева обидот за влијание, тогаш имате проблем. И тоа, некогаш проблемот може да биде од кривична природа. Значи, треба да јавното обвинителство да си реагира, ако судија донела одлука по нарачка на политичар или по нарачка на бизнис заедница, уште полошо, значи платена одлука, тогаш тоа е класична корупција и треба да се одговара за тоа. Имаме ли така? Значи, ако има индиции, треба да се истражат, значи многу е несериозно јас да давам етикети на судството, дали се корумпирани, дали носат платени одлуки или не, но ако има сомневања, навистина тоа треба да биде истражено и од судскиот совет во принципот на одговорност на судиите и од јавното обвинителство. Нема друг механизам. Кажете дека постојат сомневања. И со тоа да поттикнете дебата или иницијатива да се преиспита, не да констатирате, да речете да, ова постои, но значи, јас ви реков дека сите постојат сомневања и затоа реков дека и кога зборувавме за прашањето дали треба да се отвори дебата или не, токму тоа е прашањето. Значи, самите рековте има цвеќе, има коров. Тоа е констатација веќе што ние ја споделивме тука, но тоа констатација јас не можам да ги именувам луѓето, тоа е прашање што навистина треба да се позанимава самото обвинителство во своја, затоа велам, во својот, значи ние системски механизми за борба им поставуваме. Треба да пофункционираат и тоа одговорноста на судскиот совет, да си ги разреши тие што имаат направено прекршување, но ако има криминал, обвинителство треба да покрене. Заради тоа што нема, затоа велам кога се зборува за принципна одговорност, треба да се бара за сите, од обвинители, од судии до политичари, граѓани, буквално сите. Со оглед на времето, министер, ќе имам уште 2-3 прашања на актуелни теми. Што е имате ли објаснување од Интерпол зошто потерица да не се објавува? Значи, тоа е прашање што е во надлежност на Министерството за внатрешни работи, навистина немаме ние информации како Министерство за правда, буквално, ниту надлежност, нити нешто во тој дел.
Така што одговорот треба веројатно во МВР да го баре. Што е со барањата на Турција за екстрадиција на припадниците на ФЕТО? Значи, има доставено барање кои што се доставени до Министерството, а потоа тие се препраќаат до јавното обвинителство, бидејќи потоа од тие си бараат одговори од судовите и на крај се носи одлука која што тие, значи, ние препорачуваат нас и ние носиме одлука врз на тоа дали се дозволува или не се дозволува екстрадиција. Сите барања што се стигнати во Министерството за правда се препратени во јавното обвинителство, но од таму, бидејќи тоа е процес во кој што се бара проверка на документи, значи се собираат докази, не е процес кој што е брз, така што ние немаме ништо повратно добиено назад за да можеме да носиме одлуки. Имаме политички притисоци во смисла на ратификација на договорот за НАТО. Кај нас никој не е уценил или да кажал било што. Значи, јас мислам дека прво никој дипломатски не би се дозволил такво нешто. Нашата постапка која што водиме е чисто правна и заснована е врз одлуки кои што ќе бидат донесени од независниот судски систем. И за крај, најактуелната тема можеби од вчера и денеска. Кој е вашиот коментар и како министер за правда, и како истакнат правник, професор, околу објавувањето на нелегално прибавени снимки кои се објавуваат во јавноста, Никола Тесла, громовници, не знам какви светци од руски сајтови и така натаму. Може би општеството се заштити од тој тип да. Уште во текот на пршинските преговори, на барање на тогашната власт, беше донесен закон за заштита на приватноста. Тој закон за заштита на приватноста беше испретен на Венецијанска комисија, беа доставени одредени сугестии и тие сугестии се имплементирани. Значи, ние имаме закон кој што буквално соодветствува на стандардите кои што се меѓународни во таа област. И тие велат дека ако има јавен интерес за одредени криминали и слично, тогаш тоа дело нема да биде казнево, но ако се нарушува приватноста, ако нелегално се снимаат лица, тогаш станува збор за кривични дела кои што треба да бидат казнувани. Како се санкционира тоа? Значи, тука тоа е во надлежност. Да. Тоа е во надлежност на јавното обвинителство да оценат ако, значи, станува збор за нелегален разговор кој што нарушува одредена приватност, треба да се покренат истрага и кривични постапки против оние кои што ги продуцира. Ама ако има јавен интерес дека се откриваат одредени злоупотреби на власта, во тој случај тоа е легитимно. За приватноста апсолутно. Постојат ли меѓународни инструменти според кои ние може да утврдиме каде, кој, како... Значи, Европскиот суд... Овој глобален систем интернет? Па добро, тоа е прашање веќе во Министерството за внатрешни работи и јавното обвинителство како ќе ги прибера доказите, прашање на технички капацитети и способности, но инаку има меѓународни стандарди во Европската од страна на Европскиот суд за човекови права како да се изврши оценката дали станува збор за приватен разговор или станува збор за разговор од јавен интерес. Значи, тука мора да се води сметка и од аспект на заштитата на јавниот интерес, но исто така и заштитата на приватноста на одредени лица. И сега во една глобална комуникација, во еден глобален комуникацијски свет, тоа е веќе прашање на истражителите како ќе успеат да докажат од каде доаѓа тоа, кој е оној кој што ги емитува, така што тоа е прашање на истрага. Министерки, ви благодарам за овој разговор. Ви благодарам и вас. Го гледавте интервјуто со министерката за правда Рената Десковска. Ви благодарам за вниманието и до гледање. Останете со едната.